Мој пари, моја одговорност. Под ова мото денеска се одржа советување или работилница во Кавадарци посветена на партиципативното буџетирање во општините во Република Македонија. Овој настан беше со тема каков ќе биде буџетот на општина Кавадарци за наредната година. Во дискусијата по повод објаснувањето за оваа проблематика учествува повеќе поединци. Пред се градоначалникот на општина Кавадарци кој во кратки црти се задржа на идната проекција на буџетот за општина Кавадарци за наредната 2019 година, потоа искажувањето на председателот на Советот на општина Кавадарци Ристо Сакалиев и секако поширокото елаборирање за ова одговорна и многу важна активност за општина Кавадарци буџетот, госпоѓа Цанка Јовановска, раководител на секторот за финансирање во локалната самоуправа. Беа представени сите приоритети, пред се економските за напредокот на општината од страна на сите релевантни чинители во општинската локална администрација. Во дискусијата по повод оваа многу важна проблематика учествува повеќе учесници, пред се од невладиниот сектор, но и други засегнати субјекти кои учествуваат во користењето или во креирањето на буџетот на општина Кавадарци. Заеднички именител на сите беше поголема транспарентност на буџетот на општина Кавадарци, зголемување на учеството на сите засегнати страни, зголемување на свеста кај населението и секако кредибилитетот и ефикасноста во извршувањето на буџетот на општина Кавадарци за наредната 2019 година. Јас сум Иван Вачков од организацијата Financing. Ние како организација заедно што уште 4 членки на мрежата Фискас имплементираме проект Мој пари, моја одговорност, буџетско партиципирање во општините на Македонија, кој е поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество. Овој настан денеска во Кавадарци е да поттикнеме дебата и дискусија околу буџетот на општина Кавадарци и индите планови на општина Кавадарци, околу тоа како ќе се буџетира и да се слушнати потребите на граѓаните во општина Кавадарци, што они би сакале да има во буџетот и предизвиците исто така околу буџетот на општина Кавадарци. Исто така би сакале да поттикнеме и поголема свест околу тоа, околу буџетското учество на граѓаните во буџетските процеси на локално ниво, кои би сакале во иднина да видат потранспарентно и се залагаме за покредибилни, поинклузивни јавни програми на локално ниво во Република Македонија. Задоволство е што денес можеме заеднички да дискутираме за буџетот на општина Кавадарци и за економските приоритети. Сакам да се навратам една година наназад, кога го креиравме буџетот за тековната 2018 и заедно со Советот на општина Кавадарци донесовме буџет од износ од 17 милиони и 78.000 евра. Овој буџет е збир од неколку позиции. Планираните приходи на општина Кавадарци за 2018 година се 8 милиони 445.000 евра, само финансирачките средства од институциите се 668.000 евра, донации во вредност од 393.000 евра, дотации од 6 милиони и 20.000 евра и кредит од 1 милион и 302.000 евра. Очекуваме во наредната 2019 година да донесеме буџет кој ќе биде во континуитет со буџетот од 2018 и ќе го следи бруто домашниот производ. Во овој период, јас како градоначалник, заедно со службите, имавме средби со речиси скоро сите урбани заедници, правиме увид и на терени за да ја следиме фактичката состојба на нашата општина. Преку овие средби сакаме транспарентно и преку реални проекти на граѓаните да подготвиме програми за реализација и правилно да го распоредиме буџетот на општина Кавадарци. Сите програми се исклучиво во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Општина Кавадарци во изминатава година покажа дека е транспарентна општина и секојдневно на граѓаните им се достапни информации за сите активности кои се реализираат во текот на програмата. Во подготовка е отчет за изминатава година преку кој детално граѓаните ќе се запознаат со сите реализирани проекти и нивната финансиска конструкција. Приоритети за 2019 година се става на комуналната програма, односно целосно реконструкција на пазарот во Кавадарци, реконструкција на Западен булевар, кој е веќе започната, како и велосипедско-пешачка патека по кејо до реката Луда Мара до Мокливиште. Останатите предвидени реализации се проектно кои ќе ги придонесат за непречено функционирање и модернизирање на нашата општина. Општина Кавадарци го следи трендот на
партиципативното буџетирање, преку кое се надевам дека ќе бидете задоволни сите потреби на граѓаните. И нашата општина ќе биде дел од градењето и создавањето за едно убаво и поголемо Кавадарци. Јас тука морам да додадам и да кажам дека како градоначелник скоро година дена имав ланста година прв пат за можност да направиме со службите и со општинскиот совет буџет за 2018 година. Направивме стварно вака транспарентен буџет, имавме едногласно усвоен буџет, се надевам дека и ова 2019 година треба да ги исправиме грешките од ланста година доколку ги имаме и да направиме уште подобра соработка во интерес на граѓаните. Така да, општина Кавадаци покрај и овие проекти сега што ги тераме за наши пари, наш буџет, транспарентност, можам да ви гарантирам, да ви ветам дека ќе има максимална транспарентност и објективност во делот на финансирањето во буџетот и комуналната изградба. Морам да сето ова го потврдам со една благодарност за досегашната соработка со советниците и за идната соработка, за тоа што општината е транспарентна само кога е целост заедно со општината и со службите. И ја у името на Советот, како председател, еднакви сме сите, јас сум еден меѓу нив, а ова година градоначалникот кога го даваше предлог буџетот и буџетот минатата година, ние мислевме дека е преамбициозен, многу се заложивме двете страни, левата и десната, едногласни да бидеме. Направивме комисии и советниците работија некои 2 месеци по градот, немаше место кај што не отидоа у сите сфери, пошто програмите што ги правиме у соработка со локалната власт, значи градоначалникот и администрацијата и советот, се договоривме да бидеме транспарентни и како широка коалиција едногласно, разумно да ги гледаме проблемите на граѓаните, да извлечеме она што е у интерес на граѓаните во секоја сфера и така комисиите што ги правиме во Советот ги распределивме со советниците соодветно према образование, према искуство, према знаење, да бидат најкомпетентни во извршување на своите обврски. Долготрајната работа донесе голем буџет, преамбициозен. Ние се надеваме дека реализацијата ќе биде приближно до тоа што сакаме да биде, а резултатите од терен покажаа дека граѓаните имаат многу голем интерес, местните комитети, урбаните и руралните се голема површина, многу работа се правило во изнаоѓање на решенија околу комунална изградба, околу култура, спорт, многу работа, долго време и доаѓање до некое оптимално решение, секогаш се трудиме да биде, макар што тоа не е возможно, а приоритет ги даваме по у интерес на граѓаните. Значи, како граѓаните бараат, ние ги водиме тие записници, носиме одлука на комисии, секоја матична комисија ги гледа проблемите во таа сфера кај што е одредена. Значи, пред се треба да ги известиме граѓаните по кој основ доаѓаат парите во делот, колку можеме да дадеме, колку е реално и што е приоритет. Интересот на граѓаните е секогаш голем, секоја урбана или местна заедница бара многу, али со гласно со институциите ние даваме толку колку што може. За да бидеме транспарентни, сето ова е објавено на нашите страни, средбите се најавени со граѓаните една недела пред време, да може да земат учество, црпиме од нив она што ние сакаме да го доприме до народ, значи и после правиме реализација со водење на анкети, со трибини, да дојдеме до некоја реално делење на парите по урбани, по местни заедници, у сфера на спорт, у сфера на култура, у сфера на комунална изградба, у невладин сектор. Че истото сакаме и ова година да го направиме. Мислам дека сме блиско до реализација, веќе сме почнати да работиме. Во овој дел никогаш советниците не гледаат партиска ориентација или па некоја партиска насока, интересот е да се направи Кавадарци подобро, ради тоа што и градоначалникот е поставен во тој дел транспарентно, непристрасно, непартиски и мене ми е големо задоволство што таков совет имаме и мислам дека наредната година и ова година до крај дека ќе изводиме на иста политика коланска година и големо задоволство ако буџетот го гласаат советниците сите, инаку тој би поминал и со 51%, да се повториме како минатата година, да бидеме едногласни во носењето на буџетот, да не биде ниту многу голем буџет, заради тоа што голем буџет бара и
големо земање на пари од граѓаните, соодветно како ги земеме, така и ги делиме, него колку што дава законот. А соработката со секторот финансии, со дамата што е до мене, е во одлична соработка. Координациите ги правиме со сите сектори, советниците имат добра соработка со администрацијата, а спојката градоначалник, администрација и совет е феноменална и изразот доаѓа тука како успешни советници, како успешен градоначалник и како добар град. Мислам дека Кавадарци е у подобрите градови у изградбата, у реализација на проекти. Недостатокот што го имавме во локален економски развој го подобривме со примање на нови членови и тој сектор мислам дека ова година најинтензивно работи, дека тука ги гледаме капиталните инвестиции и привлекувањето на пари од страна. Значи, буџетските пари се тие што ние можеме да ги земеме од граѓаните преку разни основи. Нашиот интерес ова година беше насочен да ние преку локален економски развој исцрпиме пари со меѓуопштинска соработка од европски пари, значи вишокот на пари што треба да влезат у градот, треба да се залагаме од тој сектор да биде што повеќе, ради тоа што тоа се пари со пари од страна, значи некои донации, некои грантови. Тука е фрлен акцентот и тука се гледа буџетот по тој дел да се подигне повеќе и резултатот на капиталните објекти да го видиме преку тој дел. Околу оваа работа можеме да збориме повеќе, ја мислам дека сме ограничени со времето. Ја посакувам транспарентност и уште поголемо залагање од советот, соработката да остане како што беше или да ја подигне на повисоко ниво, консултациите да ги правиме со овие институции, USAID, UNDP, вамо таму, и да водиме напред. Моето излагање ќе биде во насока на тоа на кој начин се донесува општинскиот буџет. Значи, постапката и процесот на донесување на буџет, како една мала компарација со буџетот донесен во 2018 година, бидејќи буџетот за 2019 година е во тек на изготвување. За него се уште не можеме да зборуваме. Министерството за финансии, согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, доставува буџетски циркулар за 2019 година до градоначалникот на општината и истиот ги содржи главните насоки за изготвување на буџетот на единиците на локалната самоуправа и информации за дотациите до единиците на локалната самоуправа што се трансферираат од буџетот на Република Македонија кон општините. Буџетот на општината за 2019 година треба да биде изготвен најдоцна до 31 декември и усвоен за 2019 до 31 декември 2018 година и истиот се доставува до Министерството за финансии и сектор за буџети. Во циркуларот кој ни го доставува Министерството за финансии, задолжително ни дава макроекономски проекции кои треба да ги имаме во предвид при изготвување на буџетот за 2019 година, потоа стратешки приоритети на владата на Република Македонија, во кој секоја општина треба да најде свое место да се вклопи, како и правната рамка за донесување на буџетот. Од макроекономските проекции може да кажеме дека фискалната политика на Република Македонија е во функција на развој на економијата и подигнување на животниот стандард на граѓаните, преку подршка на мали и средни предпријатија, преку зголемена вработеност, преку покачување на плати, преку зголемување на социјалата и така натаму. Бруто економскиот пораст кој се очекува за 2019 година е предвиден на државно ниво на 3,5% поени, со негово покачување во наредните 2 години, односно 4% во 2020 и 5% во 2021 година. Потоа, проекцијата на растот на бруто инвестициите за периодот од 2019 до 2021 година изнесува 5,5% во просек на реална основа. Позитивен придонес врз растот на инвестициите се очекува да имаат планираните инвестиции од јавниот сектор, како и поддршка на инвестициите од странство и домашни инвеститори. Потоа, според проекциите за периодот од 2019 до 2021 година, се очекува зголемување и на просечното годишно вработување за 2,3% поени, со што за наредните 3 години се очекува зголемување на вработувањето за некои 18%. Ние како општина Кавадарци може да се пофалиме дека вкупната невработеност во општина Кавадарци изнесува 8%. Значи и да сакаме овој процент ние достигнат, не може повеќе да се постигне.
Стапката на инфлација за периодот од 2019 до 2021 година се очекува да биде ниска, 2,2% поени на државно ниво, а динамиката на инфлацијата ја диктираат цените на примерните производи. Стратешките приоритети на владата на Република Македонија, кои ги пренесува на општините, од најважни стратешки приоритети се развојот на економијата, зголемување на продуктивноста, на вработувањето, јакнење и владење на правото, борбата со криминалот, реформите во образованието и така натаму. Тие приоритети надолу, значи мора да се почитувани при проекцијата на буџетот и на општинско ниво. Буџетот на единиците на локалната самоуправа представува годишен план на приходите, приливите и други одобрени средства, што ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, на заеми и на самофинансирачки активности. При подготвувањето на буџетот за 2019 година, секогаш треба да се почитуваат началата на економичност, рационално трошење на средствата, да се зголеми фискалната отчетност и одговорност, транспарентност и најважно од се спроведување на дисциплинирана буџетска потрошувачка во насока на рестриктивна и ригорозна контрола на помалку продуктивните трошоци, а при тоа да не дојде до намалување на функционирањето на буџетските институции. Буџетите на единиците на локалната самоуправа се состојат од 3 дела: општ, посебен и развоен дел. Општиот дел содржи неколку класификации, тоа е класификација на капиталните трошоци, класификација на тековно оперативните трошоци, потоа консолидиран биланс на приходи и трошоци и функционална класификација на расходите, каде што се прикажани расходите по функции. Посебниот дел е многу значаен дел на буџетот и таму ни се дадени трошоците, расходите по програми и подпрограми. Така да знаеме за секоја програма колку средства се наменети и преку таа програма кои ќе ни бидат достигнувањата, кои се остварувањата и целите наши. И развојниот дел на буџетот, се поголем акцент ставаме на развојниот дел и заради таа причина и буџетот се носе на годишно ниво, но со проекција за наредните 2 години. И во моето досегашно излагање јас постојано зборував 2019-2021 година. Значи во развојниот дел се вклопени програми развојни кои ќе се однесуваат на еден подолг период од 1 година, дали 2 или 3, зависи од програмата и опфатот, и тоа се приоритети на општината што не може да се постигнат во рамките на 1 година. Ова година во развојниот дел во тек се нашите планирања и однапред не можам да ги набројам сите, бидејќи тие представуваат збир на мислење на останатите служби, на граѓаните од општината и на Советот. Меѓутоа, во еден од приоритетите е изградбата на пазарот, изградбата на Северен булевар, изградбата на патеката до Моклиште. Така тоа се големи проекции кои што не може да се остварат во еден временски период од 1 година. Сега буџетот на општината, рековме дека е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот од дотации, буџетот од самофинансирачки активности, од буџетот од донации и буџетот од заеми. Основниот буџет е буџетот на општината, кој ги сублимира приходите по сите основи на финансирање на самата општина, како и трошење за надлежностите на општината. Потоа во буџетот на дотации. Тоа се средства кои што од Министерството се слеваат во општината со одредени намени, со конкретни намени, и тие може да се трошат по програми и подпрограми за соодветните намени. Буџетот од самофинансирачки активности се однесува на буџетите во институциите кои се финансираат преку општината. Тоа се нивни приходи, со кои дополнително ги финансираат покрај основните надлежности, основните активности и дополнителни активности за кои обезбедиле средства. Потоа буџетот од донации е годишен план на приходи од донации и одобрени средства кои се користат строго наменски, согласно со договорот склучен со донаторот. Буџетот на заеми е буџет кој се планира да се искористат дополнителни средства од одобрени средства за финансирање на одредени надлежности, програми и проекти.
Буџетот на општината секогаш се однесува на годишно ниво и трае за период од една фискална година од 1 декември до 30 од 1 јануари до 31 декември. Постапката на изготвување и донесување на буџетот представува процес и се заснова на начелата на транспарентност, одговорност, економичност, ефикасност. Да. Учесници во буџетскиот процес имаме внатрешни учесници и надворешни. Внатрешни учесници се градоначалникот, советот на општината, раководителите по оделенија и сектори и вработените, како и единките корисници на буџетот. Надворешни учесници во изготвувањето на буџетот се граѓаните, невладиниот сектор, но и бизнис заедниците, со што се овозможува всушност развојот на општината. Фазата на буџетскиот процес се состои од неколку фази: одлучување за целите на општината за наредната година, врз основа на стратегија на општината и потребите на граѓаните. Потоа имаме анализа и изготвување на предлог буџет. Потоа имаме фаза на усвојување на буџетот и на крајот најважната е извршување на буџетот. Дали тоа што го планиравме и го извршивме. Секако во оваа фаза на учество на граѓаните и невладиниот сектор, значи се прибираат предлозите од сите заинтересирани странки, потоа се подадениот предлог од градоначалникот на буџетот, се прибираат сите останати мислења, советот преку своите тела, комисии, расправа по сите нив, заедно со градоначалникот и со администрацијата се инкорпорираат дадените конструктивни предлози и тогаш се носи конечен предлог на буџет кој се доставува на усвојување пред советот. Ве оптеретувам со сите основи на приходирање на буџетот. Приходите на буџетот во општина Кавадарци за 2018 година беа планирани на вкупно 17 милиона и 83.000 евра, од кој во основниот буџет 8,5 милиона евра, во буџетот од самофинансирачки активности 668.000 евра, буџетот од донации беше проектиран на 393.000 евра, буџетот од кредити на 1 милион и 300.000 евра и буџетот од дотации на 6 милиона и 19.000 евра. При тоа, од основите на финансирање, сакам да се осврнам од кои извори на финансирање основниот општински буџет се финансира, тоа се даночните приходи и тие во нашата општина завземаат простор од 23%, односно беа планирани со износ од 244 милиона денари. При планирањето на даночните приходи многу важен момент е учеството на администрацијата која работи со таа проблематика да изготви ажурирање на обврзниците на данок на имот и исто така репроценка на имотот, бидејќи тоа е основен изворен приход и е условен од нашето ангажирање. Потоа неданочните приходи беа планирани со околу 8%, односно 84 милиони денари. Капиталните приходи со 15% или 159 милиони приходи и во капиталните приходи влегуваат продажба на земјиште, издавање под закуп, но тука се и концесиите, кои што од кога престана ФЕНИ со својата активност се во извесен дел намалени. Потоа имаме трансфери и донации кои беа планирани со 46%, тоа се трансфери и донации од други нивоа на власт. За 2018 година, по основ на дотации и трансфери од други нивоа на власт, беа планирани 460 милиона денари, донации од странство 19 милиона, но и тековни донации од нашиот бизнес сектор 4 милиона. Сега кога зборувам за донации во буџетот, зборувам за донации кои се добиени во финансиски облик. Покрај тоа, буџетот за 2018 година доби и многу донации, но во физички облик, кои што како средства ќе бидат заведени во општинските документи, но не и како приходи и трошоци, бидејќи не се трансферираат во парични средства. Расходите на општината за 2018 година беа
исти колку и приходите и за утврдени намени беа 1 милиарда и 50 милиони денари и за резерви 300.000 денари.